почитувани македонки, пријатели, гости и сите оние присутни и неприсутни што го носат духот на големиот учител со уште свежите траги на неговото учење и неговиот најголем ученик меѓу сите ученици Александар III Македонски. Толку сум возбуден што тешко ми излегуваат зборовите. Ова што младиот артист го направи, просто се до небеса вишли во мене дина. И се вратив на некаде пред 50 години, кога како студент на Белградскиот универзитет ги слушав предавањата, јако не бев обврзан, на доктор Милош Н. Ѓурич, едно дебело маже со долги бели коси, очила со голема диоптрија, и се што кажуваше сите беа одушевени, морам да признам и јас, затоа што или на лагата, или на моето незнаење беше и она што мене ме одушевуваше, и да ми верувате, ги побарав тие книги, печатени 55-та година, да ги препрочитам, посебно на српски, поетиката и Никома етика. На оние 50 навоведни страници, инаку поетиката е преведена и за поетската уметност, прочитам многу нешта за хеленизмот, за се она што е создадено во тоа време, но никако, и ако сакал, и ако можел тогаш да не излаже, мислам сега дека ние ослободени од тие тегоби на нештата што и тогаш, во тогаш на Југославија бевме само чокалии, не бевме ништо друго, дел од некаква Јужна Србија. Сега се преслушувам, а овдека има и оние кои што се занимаваат со филозофија и тоа им е предмет на изучување, тоа продлабочено, знаат дека не било точно. Меѓутоа, никако не можеше да го избегне македонизмот и Македонија. Зошто? Едноставно затоа што Аристотелот стагира синот на докторот Нихомак, што потекнуваат од далеку некаде некоја лоза на Асклепио, преку Хипократ, до времето негово, сите тие биле македонци. И на крајот, зошто во последните векови, откако добија некаква слобода од турците, така наречените грци или хелени, стагира јуваа со една дебела линија, границата сепак да биде во некаква Грција. Оти не е, и таа не може никогаш да биде. Ако стагира македонска, дала толкави големи умови, гении, што го создавале научниот свет, учениот свет, што науката не ја чувале, не ја таеле само за себе. Еден од тие најголеми, ако не и најголемиот е Аристотел. Како младо момче, точно е дека стигнал во Атина. Некои викаат, Платон му бил учител, па Платон е 45 години од Аристотела. И кога Аристотел стигнал таму, Платон бил на Сиракуза, Сардинија, Сицилија да купува готови филозофски текстови, драми и се друго што можело да биде, оти тој не бил никаков учител. Како и сега многумина што се служат со плагијати да ни кажат дека е вистина, дека нашето е нивно, не можам да ги сватам и днешниве наши академици. Не можам, верувајте ми. Како може ние, потомците на најдревната цивилизација, на најголеми низ вековите и цивилизацијата што ги раѓала, да немаме никакво право? Сите новосоздадени околу нас
секакво право има да ги присвојуваат нашите и да им дигаат споменици, но им дигаат споменици само на најголемите. Немојте да мислите дека тие почнуваат со некакви непознати имиња. Зошто на Александар споменик? Зошто на Аристотел? Зошто на сите други македонци? Затоа што им треба само македонската големина. Не им требаат некакви мали кралеви што почнале да ја градат Македонија за да биде голема. Знаат овдека луѓето, кога почнува она историското од Каранапо до донешни време, тоа е се нели релативно, зошто не го бараат тоа? Туку ја бараат само големината да биде нивна. А ние никогаш не сме им рекле, иако имаме академија веќе толку децении. Немаше ли толку умни глави да речат: простете, не дозволуваме да не крадите. Но сите не крадат. Понатаму, ако прочитате една книга за македонските театри, авторот е тука, ќе видите дека творците што пишувале драми, комедии и се друго, морале да бидат македонци. Зошто? Па само Атина имала еден дрвен театар. Немало каде да се игра. А само во Македонија и ова грудка што ни остана, имаме театри по 20.000. Тоа е доказ за големината на Македонија и македонската цивилизација. Никој нема право да полага на било што е, но ситните политичари, ситните умови, за жал, и многу ситните научници што седат и во академијата, тоа го потврдуваат. Мене просто ми се плаче, ама има еден толку силен револт, би сакал со сите тие што јавно настапуваат да седнам на иста маса со нив и да повикам: јас, мои somисленици, оние кои што навистина истражуваат без лага и без интерес, без да им севетуваат не знам што, ништо да не им севети. Едноставно да речеме: повелете, истражувајте и вистината вака на дланка, онака како што го пречекуваме наутро нашето македонско сонце. Едно од тие сонца е и големиот ум Аристотел, не само што ќе живее затоа што живеел во оној 4 век пред нашата ера, па јас верувам дека и вие верувате, тој е денес толку многу жив, што ако го препрочитаме, одма ќе ни стане јасно дека ние, македонците, за секогаш ќе бидеме само македонци и да гледаме да не останеме само еден, барем да не има еден пар, да не има, да бидеме македонци и Македонија, и со умови како Аристотел, и со војсковоци како Александар, и како оние само жртвеници за делото македонско, Македонија вечно ќе живее.